Поплавени дворови, ниви, земјоделски посеви во село Облешево откако се излеа Кочанска река. Дворовите на голем дел жители се поплавени, куќите со влага. Велат не е прва година. При најмал дожд се соочуваат со оваа проблематика. Водата од каналите и вадите да заврши во нивните дворови. Забајле водата у 5 сато на иде у двор. А немаше, јас синоќа исклучих хидрофору, мажу ми вика, оти Маре, вика, зашо ќе исклучиш? Нема ништо. Викам, ќе изгоре цела куќа, струјата. Хидрофорот е јак. И јазе до 12 сато, се сум бил стражар. И поних вода, да имам моментално, викам, немој да не поплаве. Ко останах са Вајле, викам, спасе, има што да се види у нашиот двор. Дека не ископаните канали, сами си го кажуваат своето. Не е доволно направено. Мал дожд, мал дожд, големи количини на дожд падна, ама штети поплавено и сега тоа ќе резултира со влага. Дворовите што ни се само поплави, а штета поризот што ни стои по нивите, што не можеме да го жнееме од преголеми количини на дожд и на вода. Дополнително обилните врнежи од дожд ја уништија и последната надежка и земјоделците дека ќе продолжи жетвата на оризот. Дел од нивите се уште не се ожнеани, а како што велат оризопроизводителите нема ниту да се жнеат. Во моментот се работи да се спаси оризот во амбарите да остане сув за да може да се употребува. Се негде околу 20 домакинства, така речено, под вода, каде што имаме и магазини со ориз и тие веќе ги спасуваме некако што може да се спаси. Имаме жива стока од свињи и кокошки и тие ги некако спасуваме, меѓутоа што може да се спаси. Ситуацијата е алармантна бидејќи водата надоаѓа, не се повлекува, меѓутоа се уште дава прилив на вода. Тоа што го внесуваме во амбарите, тоа го спасуваме да може да дојде на сува површина, додека имаме негде околу 30% од површините кои не се ожнеани. Сега тие веќе не може ни да се жнеат, тие нема да се бидат ни за човечка храна, веќе не може да бидат за никаква исхрана, бидејќи и тие се под вода, таму комбањите, машините не може да влезат и тоа е резултат на касната сеидба поново таму. Е друг проблемот, меѓутоа проблемот сега е со водата што Бугарскиот канал што го збориме, тој исто доаѓа од Досуговските планини надоле и е препон со вода и е пукнан веќе кај Бања и Спанчево и тие површини се подводнени токму од тој канал. На терен се и надлежните со механизација. На општина Чешиново Облешево помоши пристигна и од Кочани, ама како што вели градоначалникот не е доволно. Затоа бара помош од државните институции со цел да се надмине состојбата со поплавите. Во моментот помош ни пружа противпожарната единица од Кочани со испумпни пумпи. Меѓутоа проблемот е што таа вода што ја испумпува, тие нема каде да се излева, затоа што и канализационата мрежа е поплавена и во моментот бараме помош од поголема механизација со гусеничари кои што ние не ги имаме кај нас и потребно е од државните институции да излезат на терен и да ги очистат околните поголеми одводни канали. И се надевам дека во најскоро време тоа ќе биде завршено за да може водата која што е во домовите навлезена да има каде да се одлее. Со последните врнежи од дожд се наполни и каналот во село Спанчево, а штети има и во останатите населени места во општина Чешиново Облешево. Во наредните денови ќе се формира комисија со што граѓаните ќе имаат можност да пријавуваат штети.